Една од најмоќните жени во СРСМ и личноста за која во јавноста кружат шпекулации за мотивите за незиното пријателство со прво осомничениот во случајот рекет, Боки 13-ка, Фросина Ременски, за утре е повикана во обвинителството за организиран криминал, да даде исказ за незината улога во случајот рекет. Ременски е првиот политичар и висок функционер на СРСМ, која е повикана за исказ. Информацијата за Ременски доаѓа во изден, кога поранешниот генерален секретар на СРСМ, а сега само пратеник од радовите на владачката гарнитура, повикува обвинителството да ги повика премиерот Зоран Заев, вице-премиерката Радмила Шекеринска, односно врвот на социјалдемократите на распит за случајот рекет. Не смее да остави дамка врз процесот, оставајќи разноразни шпекулации да кружат во јавноста, независно дали се политичка реторика или чаршиски муабети. Пример тоа може да го стори единствено кога повика секој кој има макар и една слика со било кој од обвинетите, да го провери контекстот и да ги расчисти дилемите во јавноста. Алфа се обиде да стапи во контакт со довчера еден од луѓето во врвот на СРСМ, но Кирацовски ниту одговори на нашите телефонски повици, а не одговори ни на СМС пораките. Веднаш по избивањето на аферата Рекет, на социјалните мрежи се појави оваа фотографија, на која речиси целиот политички врв на власта е во друштво со Боки 13-ка. Кирацовски не објасни дали во Facebook статусот мислеше на овие луѓе кога повика Русковска да ја прошири листата на луѓето кои ќе даваат исказ за случајот Рекет. Инаку Алфа дознава дека во изминатите 20 на дена во СРСМ владее своевиден хаос, затоа што не се знае кој се од списокот на пријатели на Боки 13 инволвиран или пак може да биде пуштен низ вода за да се затвори аферата со најмалку штета за СРСМ. Според една од анализираните опции, Кирацовски преку Facebook се заканува на врвот на партијата на власта, дека ако биде гонет и настрада тој, ќе каже се што знае за Рекет и евентуалната инволвираност на највисоки државни и владени функционери во аферата. Друга верзија која што се врти во партиските кругови е дека Кирацовски знае дека ќе биде повикан во обвинителството, па тоа го најавува на ваков начин. Оти Кирацовски накажува што мисли со статусот. Има и трета опција во јавноста, која е дека СРСМ има направено план, во која сите функционери веќе се подготвени да бидат дел од истрагата и повикот на Кирацовски ќе биде искористен за да се покаже дека се е чисто и дека нема што да кријат.